почна да... Hello! Знам дека много ми фалев. Кај си ти? Еве, Како сте ми вие? Одлично, ти? Жено! не може да се по-одлично тоа мене кога име... Ана нема врска. Имаш право. О. Hello! Добар. Одлично. Hello. Ни се врате? И ти комарио? И ти комарио? Накратко. Гледаш дури после. А накратко. Не си као нас. Некако Мислам дека дома ми влијае моите дома огледала. Ради тоа. Поше огледала имаш дома? Да. Дали ви мислите дека овде неколку огледала мене ми се доволни? Не. Да. Жено, hello. Жено. Кај си без златко, без злато. Седе, како сте ми вие? Без злато. Одлично седите. Еве баш не фалеше. Ке се напиеш нешто? Знам, гледам. Знам дека многу ви фалим. И фали ми на Не публиката. Имаш кафе карми, да за знаеш. Од... злато. Некој ќе те баци. Вики? А нешто да пијам, например? Фанови. Јас знам. Не, фала ти. Некој сок. Може ти, Девита. Многу си го дали. А вода Мислам со дека имам вегета? Кармен. Моли? Вода со вегета? Вода, не, фала ти. Доволно ми е. Што правите вие? Еве те чекаме, те чекаме. Значи, мене, ако треба, ќе ме чекате цел живот, Дарлинг, има вреди да Чекајте го годот, да. Еба, чекајте го, Джей. Ајде се соберемо сите, ма нешто да ви кажем. Со века е добро. Добро е. Јас све што носим е добро, Па ти Дарлинг. гледаш И на кога е лошо е добро. Да. Што сакав? Кажете ми нешто што се дешава, некој Ја не трач, се нешто гледам. интересно. Ау. Ништо, ви испративме Ви гледам вас, цело време. Го испративме Горан, се Да, осетаме види го. празно, депресивно, еден по еден се намалуваме, унедал уште еден. Значи заедно. Не, сите бевме подготвени на тоа и мене ми е жал што Горан се замина. Thank you. О, мојата чаша, фала. Твојата Ова. чаша. И ти и Даниел ни фалите многу. Фала. Искрено да ви кажем, ете и весто Даниел, ве пратимо континуирано, ве гледамо. Супер сте тоа. Иначе, што се однесува до мојата работа, односно до стајлингот, има оваа недела малку промена. Ја сега кога дојдов овде, ми кажа од продукција уствари дека што е смешно, Дарлинг? Што сум е толку многу озбилен? Да. Или што немам на мене никој пењуар? Пењуарот те фали. Не ти личи озбилен да си. Не, уствари ми кажа дека неделава доста од професорите и вашите вокал коуч ви се лути. Ви се лути за тоа што не се почитувала хигиената, не сте биле секогаш спремни на време, не знам, ви рекле не знам да е нешто средено, уствари не било континуирано средено, и не знам ред други работи, сега да не навлагам околу тоа, само знам дека ви се стварно многу лути и мој Оделно. Па, Има тука затоа луѓе кои што- што стануваат рано на време. Да. Па знаеш, ако ја кога бев овде станував рано на време, па моја работа не беше да станем на време, ма сега кога сте вие само пејачи у друштво, сметам дека треба да сте како целина и сега кога се дава некоја пофалба се дава како целина, кога се дава некоја казна како целина. Пиеше кафе надвор стално? Со тебе и со сите вас. Ама посебно со Од тебе, Сабајле. од Сабајле со тебе. Ова што друго да кажем, сега. Сакам да ви кажам дека овој лајф има малку промена. Ајде, ја реагирав одма дека не е тоа окей, што уствари овој лајф нема да имате стајлинг од надвор. Што? What? А,
Ова што друго да ви кажам, че нема да имамо стайлинг, ја исто реагирав, ја бев во шок, ама од друга страна е многу позитивно. Многу е позитивно од таа страна, затоа што ајде да им докажемо на јавноста дека уствари не е толку многу битен стайлингот, Дека туку е битно како вие тој ќе го испеете, да е до мене. Ја кога би бил пејач, ја цело време гол би бил на сцена, не е ни битно ја како би пеел, зашто не знам да пеем, битно е вие. Ајде да се сконцентрирамо и да одберемо нешто од вашите гардеробери тоа што имате, без разлика дали добро стои на песната или не, да сте вие, значи да изгледате како вие. Јас сметам дека за овие еден месец розова кошула би се облекол. у било што, ако сакаш и гол, значи Да. битно е да сте вие. Значи да си кога и вие кои би излегле надвор, што тоа вие би облекле од вашиот гардеробер, за да испеете у некоја емисија, за да гостуете негде у некое шоу или било што. Што друго сакам да ви кажам? Сакам да ви кажам дека на ова стварно треба да гледаме позитивно. И ајде да, па знаеш ако ја некогаш идем на зимување без кондури, па носим планике, например, некои такви со сако. Така да тоа е дел од твојата ексцентричност и треба да го истакнеш тоа и да го носиш со самодоверба. Сметам дека тоа е докажано дека вие сите добро пеете и најбитно е само добро да испеете, односно одлично. Не е битно што носите. Така? Кој? Стайлингот не е битен. Стайлингот е битен, ама не е пресуден. Да, ова ајде ваќе да им значи да ова да не го гледаме од негативната страна, ајде да го гледаме од позитивната и да им докажеме на сите оние кои што ве следат и на оние сите кои што вложуваат овде дел од нивното време и дел од нивната енергија за вас, како Бејби, како Роберт, како Анита или како Андријана или било кој да е вклучен директно со вас и да им докажеме дека видите како можете да изгледате добро и видите како можете и со нем доволно добар стайлинг да испеете одлично, дека сепак на крајот од денот тоа од вас се бара. Вие може да гледате најразлични шоуа и аудиции кај што луѓето и како немаат што да облечат, па кои ќе испеат одлично, цела публика станува и аплаудира. Тоа треба утре да го направиме. Ајде да се потрудиме, уствари вие гледате да се фокусирате, да се потрудите, Сакам да ти кажам. да изгледате Да, и мене ме интересира, утре Марио, да што ти испеете најодлично. Ја ви кажав, макар голи, макар облечени, макар по пижами. Ама ајде оваа недела да направиме исклучок и нека биде у прв план вашето пеење. И нека биде у прв план вашиот глас, а тоа си управо дека 5% е талент, 95% е работа, ама треба да знаете дека од тие 95% спаѓа вашата енергија на сцена, тоа да го мислиш што го пееш. Види, ја само можам да направам еден преседан, иако знам дека може никој да не кара поради ова, можам да направам еден преседан, односно утре пред вие да заминете на лајв, односно 2 сати да сум овде и да ви кажем што малку да променимо, што да додадеме, ќе дадам некои аксесуари со мене и како и да е, вие од мене final touch ќе добиете и малку од мојата златна прашина, пошто осеќам дека многу ви фали ова една недела. Да, и уште нешто ќе ви кажам, стварно гледајте и цените го времето на оние кои што го посветуваат на вас. Посебно затоа што секој кој што работа со вас са огромни луѓе кои што направиле како многу во својата кариера и допринеле за Македонија и општо за во нивната сфера на работа. Ве молим ценете го затоа што ги имате овде овие 100 дена, тоа не значи дека после тоа и така лесно ќе дојдете до нив. Значи ценете го и стварно грабајте, учите од нив многу и почитувајте го нивното време, затоа што сите се оние луѓе кои што имаат многу обврски и доаѓаат овде за вас. Сепак не дошле за мене или не дошле за гледачите, сепак дошле за вас. Тоа ќе ви кажем. Фала ви многу на сокот, на цедевитата. Валери, фала ти на цедевитата.
Верлинг. Дали некој спие на мојот кревет? И јас спиев на креветот. Како тоа, на мојот кревет си Од ваша соба. И се преселив за момент, али после сватив дека таа соба не е предвидена за останати гости, туку таа златна брашина не сме да биде померена. Па стварно и дека мора сите точно да ја напуштиме таа соба. Ти Дарник со твоите 99 кила Сега сум легнеш и го префрлен снима глава. кај креветот на Горан. Се плашам дека Да, почнува, и се Горан почесто почнува да размислам како него. Леле. Врати се ти на твојот кревет горе. Не, па добро, не се далеко ни тие што не спиат таму. Така да се на се нема ништо ново. Некој друг нешто да... Абе, кажите ми нешто. Мислам дека ти 7 дена бе ти од надвор мислам дека имаш повеќе можност да видиш што се случува, пошто ние. Ја гледам и не е битно ја што гледам, битно е вие овде што правите. Значи, стварно е битно. Откако не си златко сите кјутиме само. Ние сме овде за Да, да али тоа и за минус- надвор добро. Дарле. Минус позитивна енергија сме дефинитивно. Дарле. Ох, леле, баш ми е жал. Ајде, ќе реагирам да доаѓам почесто. Па нели ги Ти го прескана. Ама не вака. Валери кажи повели друг. Ама не вака како денеска со Не, вакви не. новости, нема. Да. Може да доаѓамо, да се шалиме, да трчаримо, да уживамо, да пиеме Да пиеме кафе, кафе, до да. И да се дружиме барем 3 сати. Да, договорено, договорено. Леле мора Жена. Сите го потребуваат овој збор, ама никако не звучи. Како мене? Мене ми е најинтересен моментот ти спиеш ја кажам жено, ти се будиш моли. Ама стварно треба да го снимиме на нешто. И кога ќе сакаш да кажеш само пушти го. Плей. Тука да го имаме. И Даниел ни фали со неговата фраза. Да, дека тоа продам. Не мора да. Славе! Поздрав до Даниел. Добро. Добро, Свинја драги петала. бивши цимери и Немој бивши. па не сум ви бивши цимер, ама затоа сега сум ви како покажа тоа. Драги, Сега сум ви френд forever. и фан на сите.